Странските инвеститори го губат интересот за вложување во нашата држава. Странските директни инвестиции се намалени за 261,7 милиони евра, од 397,5 на 135,8 милиони евра. Во споредба со истиот квартал лани, падот е 191,4 милиони евра. И ова е најниско ниво на странски директни инвестиции од 2020 година, година кога имаше ковид пандемија. Лани странски директни инвестиции беа на ниво од 1,25 милиарди евра. И тоа не поради оваа влада, туку како резултат на правилните политики на владата на СДСМ. Залудно се обидува Мицковски да го прикрие падот на странските инвестиции за нова инвестиција од 30 милиони евра. Реалноста е јасна. Економијата оди надолу, а инвеститорите си заминуваат. Странските компании инвестираат таму каде што има стабилност, јасни правила, економска визија и владење на правот. Ништо тоа не постои денес во Македонија со владата на ДПМН. Никој не сака да инвестира во држава во која премиерот прикажува лажен економски раст, а во реалноста економијата тоне. Животниот стандард никогаш не бил полош. Граѓаните имаат се помалку за живот. За 20% е намалена куповната моќ на граѓаните. Платите не растат, а цените секојдневно одат нагоре. СДСМ ќе продолжи да се бори за економија што носи нови работни места и подобар живот за сите граѓани.